Последна куќерка на крајот од градот, дивоградба изградена во дол од хумани луѓе, колку да не спие под отворено небо, петчленото семејство Петанчески, сите со сериозни нарушувања на психофизичкото здравје. Живеат со само 4000 денари социјална помош, која ја добиваат како нега за едниот син, кој е неподвижен, додека другиот син пак, заедно со таткото, собираат шишиња. Оставени на маргините од преживувањето, повеќе гладни отколку сити, овие луѓе немаат ниту струја, ниту пристојна покујкнина, ниту бања, а ниту пак знаат каде и како да си ги остварат своите права. Пред 5 години јас ме направив ова куќа овдека, колку што може толку. Бевме кај директорот на Евана во Прилеп, после 5-ти пат, 6-ти одевме долу, не прими и ни кажа донесете имотен лист, ќе го решиме проблем, иначе не можеме ништо да направиме вака. Никој не знае никаде да појди, никаде да собрати, никој да праша. Здравствени проблем има, 100% можете да ги видите и да видите во каков апартман живеа, во каков хотел живеа и каде се капат и каде одат во веце. Мајката Слободанка вели дека се им треба, од храна до облека и покујкнина. Моли да им пуштат барем струја, колку за една сијалица да им свети, зашто друг потрошувач секако и немаат. Зошто немате струја? Зашто кажам зашто. Случај тоа е. И како живеете вака? Со свеќе што ќе со свеќе. Од што се прехранувате? Ќе пагаме. Шишина. Зошто? Што ви треба најмногу еве во моментов како на семејство? Што ви масло, тоа. Храна и тоа што би. Облека, нешто, И облека. покујкнина, И облека. за дома нешто, шпоре, кревети, телевизор, Споре, ви треба? не треба. Витрина, што не треба. Сакајки да им помогне, Мирчевски се обратил и во локалната самоуправа за да им ја легализираат куќарката, за потоа од Евана да им пуштат струја, макар со контролно броило. Но и таму наишол на административна пречка. Семејството немало поднесено елаборат, што според него е апсурд, бидејќи овие луѓе ниту имаат поим што е тоа, ниту пак имаат пари. Не може ништо да се обрата. Никаде не може. Се ја одам кај директорот, му бркам работа во социјално. Треба помош од други луѓе, ама колку се заинтересирани луѓето, не знам. Со оглед на фактот што на ова семејство му треба итна и задолжителна институционална помош, прашавме и во меѓуопштинскиот центар за социјални работи од Прилеп, што досега тие, како надлежна институција, презеле за да им помогнат на Петанчески, по однос на овие нивни проблеми. Но до овие вести, оттаму одговор не добивме.